Ви благодарам што сте тука и што ја правите оваа прилика уште поубава со вашето присуство. Сега ќе ја вклучам транслацијата да гледам за активностите. Денес е петок. Во канцеларијата веќе е празно, сите веќе се разбегале, работат од дома. Да, инаку можете да забележите кај нас се дирижабл Цепелин кој Павле од Германија го донесе. Денес ќе раскажам малку за новостите што се случи оваа недела, што ќе биде следната недела и ќе одговорам на вашите прашања. Веројатно имате прашање каде се сите гости на работа. Во понеделник ќе се одржи научно-техничкиот совет. Сите се подготвуваат за него. Денес беа подготвени проектите, низа документи им беа испратени за запознавање пред понеделник. Во понеделник ќе има голем совет, 15 лица, ќе дојдат специјалисти од други работи и универзитети, институти. Подоцна ќе раскажам. Поточно, ние ќе го снимиме целосно, секако. Нешто од таму ќе исечеме, а нешто ќе оставиме. Ќе соберам траги, потоа коментари Понцов, за да објаснам што беше тоа. Обавезно ќе ги објава. Погледнете. Да, може почнете да пишувате прашања. Гледам дека има малку народ. Во петок во 19:00. Таков експеримент, само не ми се допаѓа. Воопшто, што има ново, се навикнуваме во канцеларијата. Добивме целосни распоредувања од конструкторите за просторијата за канцеларии, за техниката. Нивниот кабинет веќе е целосно опремен, но засега работат од дома, бидејќи се уште има мали проблеми со интернетот. Проблемите, тој овде отсутствува, но додека сум тука, користам мобилен интернет. Во понеделник ќе се појави заеднички интернет, а сето тоа беше поради тоа што конструкторите не им е потребен само интернет, им е потребна и серверска опрема. Работни станици проектот беше планиран. Па, требаше во основа тоа да се развие за да не се менува подоцна. Еве, денес. Веќе се потврдија сите работи. Од понеделник сето тоа ќе започне, така што ќе имаме интернет, ќе се појават луѓе кои веќе нема да бидат принудени да седат дома. Денес дискутиравме за овие сервери, какви моќи се потребни, каква компјутерска техника, за математичарите е потребна една, а за графички работи друга и сето тоа треба да биде поврзано меѓу себе. Всушност, овде сум малку во шок, ќе се појави така моќна компјутерска машина. И не само дирижаблистите ќе ја користат, туку и други заинтересирани се покажа дека има заинтересанти. Па, кога и експертите дознаат што ќе правиме тука, вау, супер, а таму уште. Може и да се применува. Интересно. Така што и експертите до следната недела ќе го завршиме и ќе им подготвиме се. Ако се изгради таков сервер, компјутерски, мислам дека ќе потрае неколку месеци. Затоа што тоа техничко задание е тешко да се изврши во тековните услови при санкциите. Процесори кои се под санкции, но и експертите рекоа ќе се разбереме, ќе најдеме воопшто. Не се грижете, добри момци. Во врска со софтверот имаше задача. Таму софтверот е многу. Има 10, 11 и минја 3 руски, а останатите се странски. Сите странски се под санкции, а и експертите велат, па тоа е добро. Ние знаеме да ги хакуваме сите и никој нема да дојде да провери. Така што ќе заштедиме во целина за оваа недела. Значително се поместија работите на стратосферните апарати. Таму се работи веднаш во 3 насоки. Работа на системот за комуникација на стратосферните апарати. Тоа е еден колектив. Работа на тоа.
Како се вика на баластирањето, активна баластировка на стратосферниот апарат за промена на неговата висина, за да се фати потребниот ветер и да се наоѓа на една точка, да се движи. И работа на овие обложувачки материјали за долготрајни апарати. Например, се помести. Не дека сме на мртва, нула точка. Скоро ќе имаме што да покажеме, што да раскажеме. Мислам дека следната недела веќе ќе се појават првите материјали. Нешто за овој научно-техничкиот совет, кој ќе се одржи во понеделник овде во канцеларијата. Таму ќе бидат определени и одредени технички карактеристики на првиот апарат, техничките карактеристики за таквите производи. На какво растојание, каков товар, со кои мотори, каква техничка форма, какви ќе бидат системите за гориво, какви управувачки системи, како сето тоа ќе се управува. Ќе има две предлози, сега се формираат. Од нив ќе биде сето тоа. Скомпонирано е едно решение, токму е потребен совет. Ако во понеделник се договориме, ќе зборуваме кој апарат ќе изградиме и подигнеме во воздух следната година. Но не се откажувам од реков, останува. Ќе има димензија, да помине низ стандардните врати 12 метри на 12 метри. Тоа што ќе биде во два варијанта, опционално пилотирано и целосно беспилотно, веќе е 100%. 100% ќе биде на гориво, на бензински мотор, таму 98 или 100 авиациски бензин. Сега има два варијанта на мотори, еден германски и еден кинески, кои можат да се купат и да се постават. Ако е германскиот, тој ќе функционира како маршев мотор. Во таков состав најверојатно ќе биде опционално пилотирано или дури патнички варијант. А ако е кинескиот мотор, тој е пообртлив и ќе функционира како генератор, а веќе на електрични мотори тоа ќе биде беспилотник. Ќе работиме на две такви шеми, но тие повторно засега се претходни. Ако во понеделник стигнеме до некој заеднички именител и се потпишеме, тогаш. Сите овие презентации ќе ги коригираме што да покажеме и раскажуваме. Кои се уште? Вести? Не знам всушност. Работата напредува. Има многу работа. Јас се грижам. Сите се грижат. Сите работат. Немаме време да се подготвуваме за вебинарите, така што извинете, ве молам кога ќе почнеме да се подготвуваме. Еве, всушност, лабораторијата почна да се оформува. Во лабораториите има нејзини иницијатори, ни е неопходно едно, второ, трето, четврто, пето, десетто. И тоа и по материјалите на нивните испитувања, проверка и по различните наноси на овие материјали до сончевите панели. И генерално некои. Заварувањето на обвивките јасно. Воопшто, таму сега се организира. Како се организира, ќе покажеме. Што уште? Да Бог знае. Всушност, работата напредува севоре. Вашите идеи ги читам за летаечки градови. Многу е убаво што кај луѓето фантазијата излегува на ново ниво. И најверојатно ќе стигнеме таму, во нашето заедничко светло и дно. За оперцијата можам да кажам сам. Оперцијата е иста, тридимензионална, само што ќе биде превртена. На токму тој прв апарат. Тоа е токму за да може да поминува по висина. Направени се горните, висината не е лимитирана, ќе биде свртено, за да може вратата да помине. Многу таму.
Ке има такви работи и класични и некласични. Ке видиме, генерално сум подготвен да одговорам на прашањата, денес е петок вечер. Уборувачка. Ана, здраво. Ние сме во директен пренос. Што? Може би е планирано да се прикаже до крајот на оваа година. До крајот на оваа година ќе лансираме 3 стратосферски апарати, со тестирање на системот за комуникација, со тестирање на активната баластировка и со неколку научни експерименти. Тоа ќе биде до крајот на новата година. До крајот на новата година ќе го формираме целосно техничкиот облик за 1 месец на овој апарат за кој се собира советот. Веројатно до крајот на годината веќе. Па не сосема веројатно, не точно. Ке започнат работите, односно пресметките, таму моделирањето и така натаму. Сето тоа ќе го покажуваме, раскажуваме како се движи и во која насока. Лабораторијата ќе биде достапна на Steam. Ке успееме да во пуштиме дирижаблот. Дирижаблот ќе во пуштиме во текот на годината, па од моментот кога сме поблиску до есента на нејзиниот почеток. Ако есента, летото почнеме, тоа значи дека многу сме се потрудиле и се одлично. Ако го пуштиме за година, значи дека се појавиле некои тешкоти, но тешкотии. Сигурно нема да се појават, бидејќи дирижаблот е комплетиран максимално реализирано, брзо, јасно. Воопшто, немаше некакви супер новини и иновации што ги вклучивме во него за прв пат. Во првиот дрон не вметнавме ништо освен системот за управување, тоа што ќе биде беспилотен и системот за автоматско швартување, тоа што нема да бидат потребни луѓе. Како што економијата покажува, колку повеќе луѓе служи дирижабл Цепелин, толку повисока е цената на неговото летање, превозите, паркирањето. Затоа автоматско пришвртување, автоматско одврзување и автоматско следење на маршрутата. Во голема мера ќе се обработува автоматиката, автопилотите и системата за управување. Но нема да има никакви уникатни мотори. Необични технички облици на првиот апарат. Тоа значи, првиот апарат ќе биде 100% летачки, 100% надежен. Единственото што системот за управување, тоа значи, ќе биде нов и такви досега не е имало. Вполне веројатно е дека на првиот апарат. Уште во неговата верзија со тој кинески мотор и електричните мотори, ќе успееме да работиме, да го замениме моторот со водородни келии. Тогаш тоа ќе биде првиот во светот дирижабл Цепелин на водородни келии исто еколошки. Па, тоа е возможно. Да, возможно. И сето тоа веројатно ќе биде направено. Кога е планирано да се изгради 200 тонец види, ние за 1 година го градиме овој апарат. Првите 6 месеци одвлекуваме, проектираме. Во вторите 6 месеци, тука започнуваме да собираме, да лансираме, тимот на проектантите се ослободува да проектираат. А следниот апарат ќе биде поблизу до 10 тони и воздухот ќе се подигне од моментот кога ќе почнат да го проектираат. Па, за околу 2,5 години. Исто така, по 6 месеци до година, кога ќе почнат да го проектираат, ќе биде поставен следниот апарат. Најверојатно, некаде околу 40 тони. Па, значи 200 тони и воздухот ќе се подигне, ако се сметаат таквите последователности, некаде за 6. Веројатно. Може малку подолго. 200 тони е веќе сосема сериозен апарат, иако сега седевме и повторно ја читавме книгата за воените дирижабли. Таму во 1870 година бразилица собрал дирижабл исто таков каков што сега ќе го собираме по димензиите.
поставил електрични мотори и батерии, а тие електромотори и батерии тежеле околу 200 и нешто 80 килограми, а електромоторот имал само 3 конски сили и со него летал над Париз, покрај Ефеловата кула. Тоа беше во 1870 година. И ние така гледаме, ако предстои 20 години граделе такви апарати, може би 200 тонецот ќе го изградиме. И побрзо, со нашето тековно ниво на развој на техниката и технологиите. Но засега не сакам да зборувам за тоа, ќе видиме како ќе оди всушност, затоа што многу решенија доаѓаат во текот на процесот. Современите ги засиливме, токму тој конструкцијски колектив на разработчици, со млади современи технолози, инженери, конструктора и решенијата доаѓаат во текот на работата. Тие мислеа дека ќе правиме така, може уште. Таму модуларност, нови материјали, технологијата за производство на овие модуларни конструкции. Ќе биде многу побрзо. Еве, првиот цврст апарат ќе го собираме, ќе го усовршуваме, може би развиеме такви модуларни конструкции, каде 200 тони од овие модули ќе се соберат. Не за 6 години, туку условно за 4 години. Во однос на беспилотниците, со управувачката програма колку е стабилна. Системот за дуплирање, како што вчера вечер разговарав со ит експерт, имаме ит експерт. Во Solar Иранец, Мелат, така му е името. Тој се занимава со вештачка интелигенција, биг дата и слично. Масачусетскиот технологички институт, тој учествува во проектите, има и тим таму, и тие развиваат системи базирани на машинско гледање, вештачка интелигенција и така натаму, токму кога дронот губи врска, кога хеликоптерот губи врска, за да може сам да се ориентира каде се наоѓа и каде да продолжи. Ке бидат класични системи, односно навигација, следење на маршрутата и така натаму, и ке има токму ова дублирање од страна на вештачката интелигенција, така што ако врската се изгуби, ништо нема да му се случи на дирижаблот. И ние исто така ќе ја имплементираме на токму оваа прва машина. На првата машина ќе работиме токму на мозоците, системот за управување со дирижаблот, а потоа дирижаблот ќе се маштабира, а во целина мозокот едноставно ќе стане поумен и така натаму. А така воопшто со врската, всушност, мислам дека нема да има никакви проблеми. Сега токму ќе тестираме систем за комуникација за стратосферците. Ќе го комбинираме, таму постои можност да се постават сопствени земни станици. Таму радиусот на дејствување им е до 500 километри. И со таквите копнени станици може да се покријат предвидените маршрути и сигурно да не зависите од никого, а точно да знаете дека ќе имате врска. А ако одеднаш нема, тогаш или пилотираниот дирижабл Цепелин, каде што човекот ќе се снајде, или во случај ако нема човек, тогаш вештачката интелигенција. Колку дирижабли Цепелини ќе се произведуваат годишно по изградбата на двата елинга? Зависи од многу фактори. Воопшто, првично планиравме дека секој елинг минимално ќе биде способен да произведе по еден апарат месечно. Досега не сме се оддалечиле од оваа стратегија. Потребно е повеќе, секако. Повеќе од 12. Во елингите се планираш од 12 до 25 апарати годишно. Тоа значи или еден месечно, или 2 месечно, но бидејќи сега сме на пат, техничкиот облик и техничките карактеристики на дирижаблот ги прегледуваме, бидејќи навистина се собра многу луѓе, многу експерти, не само дирижаблисти, туку и економисти, бизнисмени, администратори. Воопшто, од сите страни го разгледуваме овој процес некако летечки, логистички, туку многустрано.
И техничките форми поради тоа се менуваат, применливоста се менува и серијалноста поради тоа може да се промени. Еве го тој дирижабл Цепелин кој сега прв се гради. Според најгрубите проценки, побарувачката ќе биде околу 100 парчиња. Според најпесимистичките проценки, побарувачката ќе биде околу 100 парчиња за вакви апарати, а прашањето колку парчиња месечно или годишно ќе се произведуваат повторно ќе зависи од активноста на таа побарувачка. Но и од вештините негови да го продаваме, природно колку брзо ќе го продадеме, така што ќе градиме. Па за сега во главата држиме дека минимум 10 парчиња годишно ќе се произведуваат 12, но може да организираме и 50, ве молам, апарати кои подоцна ќе ги пресметаме, но прелиминарно за сега заклучуваме минимум 12, во идеален случај 25. Тоа е така. Многу грубо економска модел, така што дури и овој апарат сега ќе биде спореден по економијата, по себестојноста и по типот на извршени работи со постојните хеликоптери, ќе го кажам малку подоцна. Со какви што ќе биде поевтино, карактеристиките ќе бидат подобри од овие хеликоптери. Веќе знам дека таму се продадени повеќе од 1000 парчиња, само во регионот кој го разгледуваме и според најгрубите проценки, 100 такви апарати сигурно ќе заминат и како замена за овие хеликоптери и просто како атракција. Но всушност, дирижаблот е таква работа, особено ако е беспилотен и функционален тој сам. Ќе се продава и побарувачката за него ќе биде поголема. А за северното прстен, каде што ветерот се движи во круг, која е висината. Висината е околу 20 километри, па почнува од 20 и повисоко километри. Сега би можел точно да погледнам, но тогаш нема да можам да го видам вашиот коментар. Да разгледаме. Дајте да ви испратам веб страница. Оваа веб страница е достапна за јавноста. Таму моделот за ветровите е предвиден. Може да се постави висината да се врти планетата и да се гледаат кои ветрови каде одат на која висина. И еве од определена висина, просто од 20 километри почнува ова стабилно прстенесто струење. Неговиот диаметар е голем, веројатно некаде. Ако се гледа од северниот пол, точно до Санкт Петербург стигнува. Еве можете да погледнете, например, или може би да пресметате сами. А кој е главен во овој проект? Кој е Батја или може би некој друг? Татко е руски инженер, руски производствен предприемач. Всушност, колективот е голем. Ние само го организираме, а талентите се насекаде. Тато, мислам дека самиот ќе се најде, додека, како да кажам, еве, американците имаат добра модел, а ние порано ретко се придржувавме кон неа. Ние имаме на ум таму Русија знте. Моделот на управување, моделот на изградба на бизнисот. Тоа беше мат. Кај нив е матричен. Проектна. Некако навикнато, потекнува од Советскиот сојуз. Русија го презеде тоа еден началник, под него 3 заменици и под секој заменик уште 3 заменици. И ако стоиш над некого, му кажуваш што да прави, ти си паметен, а тој не е баш така. Кај нас се смета малку обратно. Специјалистот вели тој е паметен, а ти таму само ја распределуваш оваа работа. И додека во проектот најумни се разбира, тоа се специјалистите кои се експерти во својата област, таму никој не се пробива напред без соодветна подготовка и знаење, така што Батик е руски конструктор со долгогодишно искуство и иновации. Која е разликата во брзината носивоста помеѓу вашите дирижабли Цепелини и хеликоптерските конкуренти? Носивоста е приближно иста, кај дирижаблот дури е малку поголема. Брзината кај дирижаблот е малку помала. Таму има разлика. Не можам сега точно да кажам, за да не излажам. Нека помине овој Нцов.
Ние точно ќе ги утврдиме сите негови технички карактеристики, тогаш ќе ги испратам сите проверувања, но тој лета многу подалеку 2-3 пати е побезбеден и поекономичен и чини помалку. Па, бидеме поактивни со прашањата. Во петок, главата тешко размислува, за да излезе со нешто во моментот. Всушност, разликата помеѓу дирижаблите, хеликоптерите и конкурентите. Никој не е конкурент. Да заборавиме на конкуренцијата воопшто како збор во авиацијата. Има хеликоптер, тој има примена. Има авион, тој има примена. И ќе има дирижабл цепелин. Просто дополнителен инструмент. Со своите плусеви, таму е поекономичен, например, во однос на ефикасноста и одржливоста е поеколошки, но е побавен. Иако е побавен, сепак може да носи значително повеќе товар, така што никој не е вистински конкурент во оваа категорија. А сега, кога ќе се спротивставуваме на некого, можеби ќе помислат, што се шегувате. Но, всушност, не може да има никакво вистинско спротивставување. Тоа е како разликата помеѓу лесно возило и тежок камион. Камионот не е конкурент на лесното возило, тој има своја специфична задача. Всушност, ова е прашањето. Кој е вистинскиот татко во оваа ситуација? Зошто еден по фактот испаѓа? Можам да објаснам уште еднаш. Затоа што сите конструктори работат од дома. Последните. Колку? Па од вторник во понеделник се сретнаа повторно во канцеларијата. Сформиравме план за работа за неделата и целиот план за работа се поврзуваше со тој технички совет за донесување одлука за техничките карактеристики и надворешниот изглед на првиот апарат. И за да работат, сите се разотидоа по домовите и еве денес, грубо кажано, е последниот работен ден пред понеделник. Сите седат и подготвуваат проект за заштита. Повикуваме и надворешни специјалисти за заштита. Додека конструкцијата работи, ние со момците се занимаваме со канцеларијата, мебелиме нивниот кабинет, лабораторијата за нив. Денес се занимававме со интернетот и со документи. Паша би можел да ме поддржи денес, но Паша има многу важни работи, така што денес сум сам. Со следната недела сите се преселуваме во канцеларија, тука ќе имаме интернет, компјутери, мебел и сите ќе бидат конструктора. Со следната недела започнува таква. Ние во вторник ќе можеме да ги повикаме нашите инженери и производители. На вебинарите да се извлече интересно од нив, така и по петоците, иако овој петочен вебинар сакаат да го преместат на четврток, бидејќи некако обид да биде во петок во 19:00 не е најдобра. Инаку, напишете колку не е најдобра. Според мене, луѓето шетаат во 7:30 навечер, иако денес паѓа дожд. Така што да, конструкцијата ќе се појави во канцеларијата. Всушност самостојно и интернетот беа тешки. Предноста на нашиот дирижабл и германскиот Цепелин. Или Цепелин кој Гинденбург, тука едноставно е напишан во Гинденбург. Денешниот дирижабл Цепелин е во Фридрихсхафен. Цепелин за швартовка има специјална машина која така доаѓа од мачтата и го фаќа овој дирижабл. Буквално, луѓето се поврзуваат со јаже. Еве тука исто така има човек. Со машината го носат понатаму во велинг. Тоа значи дека ништо не се променило од аспект на експлоатацијата на современите, старите апарати. Тоа е едно. 2. Тој е проектиран така што може да прими 12 лица. За туристички патувања, дирижабл Цепелин слетува, а луѓето буквално го фаќаат таму.
Човечка излегле, влегле, излегле, влегле, излегле, влегле. Од една страна не е современо, тоа е навистина постаромодно. Нема автопилоти, нема следење по маршрутите. Таму седат пилоти и тие управуваат. Да видиме. Сега на советот ќе ги потврдиме техничките карактеристики. Овој е поголем. Нашиот ќе биде помал, но нашиот ќе биде современ. Ако се споредува носивоста, тогаш ова е поимпресивно секако. Но нашиот следен ќе биде многу поголем, побрз, поумен. Ако германците решат направат нешто има смисла споредува, а инаку ова е само современ прототип на стариот дирижабл Цепелин. Шоуто кај нас ќе има многу значајна предност од аспект на неговото производство, бидејќи ние сепак поставуваме серијалност. И тоа немала серијалност и затоа нашата цена на овој апарат ќе биде многу пониска, ќе биде многу достапен на пазарот. Германците многу долго градат еден свој апарат, тој станува неверојатно скап. И купувачите речи си и да ги нема. Тие таму продаваат еден пат на 5 години за многу скапо и се радуваат на тоа. Најголемата предност во однос на германските апарати е тоа што ние ќе изградиме производствена синџирна серија со многу ниска цена на апаратот и ќе можеме масовно да ги дистрибуираме. Ајте уште прашање. Некој таму пишуваше за тоа неодамна во чата, денес видов порака која се појави, како да велат, сите со моторите дуенова, сега дирижаблите денес се сретнаа со мотористите, така да се каже, силовата инсталација. Може да се користи како што тамо, чисто преку механички различни приказни, веднаш да се пренесе моментот на вртење на винтовите, исто така може да врти генератор. И генераторот преку контролерите ве молам да се подава енергија на електричните мотори и денес стигнавме до една интересна комбинација каде, всушност, таму за високи фреквенции и така натаму, и славјанка се доби многу, инаку да, и фреквенциите одговараат. Ние разговаравме токму со момците од силовата инсталација. Следната недела ќе дојдат момците, па момци, блин, искусни кои ги правеа токму овие суперабрзи генератори со висока фреквенција. Ние со нив ќе го завршиме нашиот алмаш. Ќе видиме ако се сработи, тогаш се сработува. Со земјата одлучивме засега воопшто да не се определуваме, одлучивме да го избереме првиот размер на апаратот на таков начин, што воопшто не ќе биде потребно да се гради Елинг за него. Ова ќе ни заштеди и време и пари. Усилијата и ќе ја прошириме експлоатација на овој апарат, за да може да влезе во секој авиациски Елинг. Затоа, за првиот апарат не е потребно да се гради Елинг и прашањето за земјата го одложивме малку подалеку, бидејќи логично, секако, е да се купи своја земја. Не ми се сака да влегувам во оваа 5-годишна епопеја со преносот на земјата од едно назначение во друго, па ако веќе се купува, тогаш најверојатно ќе биде земја со правилно назначение. Тоа е аероград, веќе нечи, некаде наоѓање, не е толку ефтино и парите всушност имаат каде да се трошат. Треба да се трошат за подигнување на апаратот во воздух. А потоа, со времето, ќе може да се купи таков актив. Тој станува на баланс на компанијата. Тоа е многу кул. Тој нема да исчезне. Прво, тој е свој. И таму ќе се гради голем Елинг за следниот апарат. Следниот апарат нема да може да се експлоатира.
Во сите еллингзи кои постојат каде што обичните боинги влегуваат. Еве првиот ќе може, а вториот сигурно не. Под него ќе има градба и таму ќе се определиме со земјата. Но сега разгледуваме. Има еден кандидат под земја. Тоа е активен аероград. Например, нема да го спомнам името или можеби. Не сакам. Ние се разговаравме со сите. Никому не сме давале никакви надежи. Узнаваа површина, узнаваа цена, узнаваа во какви состојби се документите, какви дозволи, ограничување по висина. Рдом можепво, какво непво и воопшто, само сите разјаснија, за себе составија карта, одредија фаворит, но не зборуваа, затоа што ако кажеш дека ни се допаѓа овој аероград, тие ќе кажат, па тогаш цената оди нагоре. Така што малку подоцна, најверојатно, па еве, за пола година, кога ќе почнеме да го формираме техничкиот облик на овој втор голем апарат, веќе ќе разбереме, па најмалку, да, неговата големина, неговата сериозност, неговата применливост и од тоа веќе ќе ја избереме земјата, но најверојатно ќе биде таа која ја избравме, бидејќи постојат одредени. Не толку ограничувања, туку правила на кои треба да се следи за да се лиценцираат овие апарати. Овое правило е дека во близина треба да има експериментално официјално државно леталиште. Така што ако го отворите Јандекс, најверојатно ќе најдете најблискиот аероград, затоа што такви поли имаме на прсти да ги изброиме. Така, на склоновите на Еверест се собрало големо количество отпад, што го оставаат алпинистите. Ќе се справили дирижаблот со задачата? Ако ја поставите оваа задача во моментот на проектирање или модернизација на некој апарат, не. Гледам никакви пречки, иако треба да се внимава на ветровите, например, дополнително. Околу Еверест понекогаш има слободно време. Најверојатно ќе може да се организира мисија, но тоа ќе биде тешко, иако ако сите сакаме да ја исчистиме највисоката планина на планетата, ако одеднаш станеме толку разумни, ќе се собереме и ќе го направиме тоа, тогаш можеби. Експеримент за споредба што подобро се однесува на ветерот, квадрокоптер или дирижабл. Поотпорна на ветерот е таа система во која е вложено повеќе знаење и современи технологии. Најверојатно, во оваа фаза станува збор за квадрокоптер, се разбира, затоа што овие квадрокоптери, кои се сериски масовно произведуваат за операторите, веќе се толку паметни што многу брзо сами се коригираат. И кај нас задачата е токму првиот дирижабл да се изгради таков, да се вложат во него сите истите мозоци, алгоритми. Разбирливо, таму многу работи ќе се променат, но во голема мера сите тие исти системи се додаваат. Лидари, радари, дури ултразвуци, бидејќи кога одиш ниско, таму долу има шуме и слично. Еве, токму наш милат иранец и специјалист ми покажа системот кој неодамна беше развиен на Масачусетс технолошки. Тие пуштиле квадрокоптер. Не се сеќавам на која брзина, на луда, скоро под 100 км на час, директно низ шумата, и тој се ориентирал во движење, ги облетувал дрвјата. Тоа е моќно, и еве, тој ми раскажуваше. Какви системи има таму, како е соорганизирано, како тоа може да се примени на дирижаблите. Така што отпорен е оној кој разбира што да прави кога дува ветер. Нашиот дирижабл кога ќе разбере, тогаш ќе можеме да направиме споредба. Дали се разликуваат технологиите за изградба на ангар и Еллинг? Дали постои некаква принципијална разлика? Разликата е во првичната замисла. Ако се планира Еллинг за изградба на дирижабли од одреден тип,
тоа значи дека опремата на Еолингот е одредена. Ова се некои специјални уреди на кои овој дирижабл првично се собира, а потоа го изнесува од хангара. Ова се специјални кранови, а така ангарот е ангар и во Африка, ангарот може да се користи за што било, тоа се само подови и ѕидови, може да се смета за Еолинг, тоа се подови и ѕидови, но сепак токму неговото внатрешно опремување, неговата механизација, сето тоа токму за одреден апарат и поради тоа се разликува. А технологијата на градење воопшто не е никаква, само внатрешното опремување, да, така. Пеллингите се огромни, па и стадионите се огромни. Плюс-минус, мислам дека технологијата за изградба ќе биде помеѓу стадионите, помеѓу стадионот и ангарот, а внатрешното опремување веќе е како фабрика. Рускиот компанија Еросмена објави планови за започнување производството дирижабли во облик летаечка чинија 2024 година. Кај Росмена одамна објави планови и започна некакво производство, и воопшто не е една компанија, туку. Дури неколку компании обично објавуваат дека започнуваат да градат нешто, но нешто необично. Но до дела не доаѓа. Ние се фативме за најсоодветната шема. Според мене, тоа е да се направи она што веќе летало. Просто да се направи тоа во нов формат со нови технологии, со вештачка интелигенција, со сензори, со беспилотни летала. Јасно дека со новите материјали се прави сето тоа, но токму класичните форми, бидејќи експериментирањето со различни форми. На почетните етапи е најчесто многу ризично. Тоа значи дека имате нестабилно финансирање. Неработен условно колектив. И вие веднаш правите такво што никогаш не било. Веројатноста за успех се стреми кон нула. Тие дури направија прототип на Еросмена, имаше мала летачка чинија, се викаше Ањута. Видео од интернетот се обидува да го избришат, но интернетот спамти, така што ако го пребарате, ќе најдете. Тие го направија и дури не успеа да го стабилизираат. Со раце со помош на јажиња, а камоли на мотори. И со овој дирижабл се јасно, одамна е пресметано, но со дирижабл во класична форма, тоа е, во основа, тој има таму центар на волумен, центар на маса, тој некаде се пресекува, тука треба да има товар, и тогаш тој сам, по себе е повеќе малку статички стабилен. А летаечката чинија, инаку, како и дирижаблот, ако е без отвес, летаечката чинија се обидува да се преврти на овој начин. Па, да се стави на ребро и да се издигне. И за да се стабилизира во воздухот. За да не прави така мора да се троши енергија, за да гаснење на тие непотребни моменти. Плюс, може да се стабилизира спуштајки во товарот. Многу ниско. Тогаш нема да се превртува, товарот е низок. Ефектот на мајтникот се појавува. Тој исто така станува нестабилен. При еросмените, всушност, не направија така што го спуштија товарот пониско, туку го вметнаа товарот директно во самата чинија. Поставиле по кругот овие винтови, односно кај нив чинијата точно статички нестабилно ќе испадне. Тие ќе мораат да трошат енергија за нејзина стабилизација и, како што покажа нивниот мали модел, нивните модели за сега математички не функционираат во пракса. Да видиме, нека собираат. Ќе соберат летаечка чинија во облик на дирижабл. Супер! Сите се обидуваат да направат овие летаечки чинии, бидејќи формата на дирижаблот е долга, голема и изгледа непрактична. Сите се обидуваат да ја направат компактен, погладок, таа како да изгледа помала и поубава. Но ова самоусилие е насочено на погрешно место. Ја правиш помалку стабилна, но поубава за око. Супер, секако. Годината ќе помине брзо. Помислете, дали да не се започне работата на набавка на земјиште паралелно со другите работи?
Па, ако треба да почнеме со изградба на Елинг во текот на оваа година, барем да добиеме, например, дозволителна документација за неговата изградба за година, иако можеби ќе биде потребно, се разбира, дополнително време за подготовка. Условно, за година. Преку година го подигнавме овој апарат во воздух, воздивнавме. И започнавме да трошиме пари за изградба на Елинг, например. За година веројатно нема да можеме да купиме некоја земјоделска машина и да ја пренесеме по документите во правилното назначение. Потребни се најмалку 3 години. Ова е прогноз кога луѓето велат, јас еве за 5 направив, а ако се потрудиме, тој е таков, за 5. А ако се потрудиме многу, за 5, а ако сосема се изнамачиваме за 3, може ли? Па, може би веројатно. А така, до 5 години стигнува. Но тоа всушност зависи и од тоа во која област се прави и кој тоа го прави. Ако се побара помош од државата, најверојатно тоа ќе се случи многу побрзо, но за тоа е потребно да се демонстрира леталниот апарат. И затоа би сакал сепак да купам нешто веќе готово, за да не се занимавам со документи, а со документите да се занимавам за изградба на Елинг, бидејќи и таму треба да се согласат сите работи. Ого-го, а ако се додаде и земја, ќе видиме. Затоа го одложивме прашањето. Имаме мала делта, да се разјасниме со ова прашање. Кој е соодносот помеѓу волуменот на дирижаблот и неговата носивост? Па, 1 куб подига 1 килограм. Тоа значи, ако тоа е 1000 кубни метри, тоа е 1 тонна. Ако се 2000 кубни метри, тоа се 2 тонни. Нашиот прв дирижабл ќе биде 2, можеби со малку над 1000 кубни метри, но таму нешто тежи обвивката, таа ќе тежи околу. Па, сега имаме материјал, тоа е 207 грама на квадратен метар. Тежината ќе биде околу 300 и нешто килограми. Тоа е само самата обвивка. Висоперението, тоа е малку потешко. Од моторите и така натаму и на крајот му останува. Па еве минимум 500 килограми, а потоа ќе видиме, можеби малку повеќе, од прилика такви. Дали некогаш разгледувале опции за обратен дирижабл, така што балоните да бидат оддолу или по страните, а гондолата да биде отворена. Балоните беа од страните, гондолите по средината. Повторно се појавува желба оваа работа некако да се преврти. Од озгора, од оздола, ако е во средината, тогаш тука се бочните ветрови силни. Постојат хибридни форми, но тие повеќе се однесуваат на брзински високи дирижабли. Овие класични дирижабли се супер ефикасни на мали височини, но на повисоки височини, например, на 5 километри и малку подалеку, воздухот е поразреден, таму може да се лета со други брзини, например, таму 250, таму 300 километри на час, ако тука на земјата е 150-180. Ова е поголема димензија за да бидат моторите посилни. Брзината генерално расте заедно со големината, бидејќи со големината расте енергија, може посилно да се турка. Фронталното отпор не расте во куп како неговата подемна сила, туку во квадрат. Што се однесува до високите дирижабли, нивниот надворешен облик се менува, стануваат поблиски до авионските и облиците веќе се пресметани, тие постојат, но засега не ги покажуваме, бидејќи навистина има многу, па барем постојат 3 вида на овие облици. И тие веќе го имаат тоа ноу-хау, затоа што да се пресмета високиот брзински дирижабл, тоа е колку тамо продувки, неговата геометрија и слично. Тоа е како буран, другите се шпионира едни со други, Роскосмос, па советскиот космос кај американците, потоа исто така американците го шпионираа нашиот лапот советски, сега тој го прави, а кај нас не се прави.
односно надворешниот изглед е многу таен, затоа што да се пресмета неговата аеродинамика и тие постојат. И тие ќе бидат други. Дали ќе има отворени гондоли некако? Не се приклучени на дирижаблот, можеби ќе бидат. Всушност, одвојувањето на гондолата од дирижаблот е многу добро решение. И тие постојат. И тие се на површината. Веројатно веќе стигнавме до тоа во разговорот. Јас едноставно не успевам да прочитам с. Би било добро ако гондолата тука имаше 4 пропелеи и во случај на нешто со балонот таа би можела да се спушти од една страна во режим на квадрокоптер. Ако малку ја спуштиме од самиот корпус на дирижаблот, тогаш се подобрува аеродинамиката. Може да се истакне одделно и тогаш аеродинамичките својства се подобруваат. Или обично ја ставаат гондолата внатре, има проблеми со распоредот на тежината, или треба да ја спуштат. Спуштањето пониско е попрактичен варијант. Но да се комбинираат два балони така најверојатно. Сега ќе пресметаме, тука ќе имаме моќен компјутер, ќе ги продуваме сите форми. Јас веќе седам и не можам да го дочекам тој момент, бидејќи е јасно дека класичните форми се продуваат, тука се пресметуваат некои мали агли и така натаму, но стое за одредена висина, за условна важност, димензија на брзината. Тоа значи дека ако ја промениш моделот во техничките карактеристики за брзина, малку ќе се промени. Тоа е, многу работи со оваа форма, јасно е дека сакаме да продуваме и такви, тоа се хибридни. Значи, кога ќе се појави моќна машина, ќе ги продуваме сите. И ќе видиме, за да не биде само на зборови, туку директно моделот, еве го, а можеби ќе најдеме нешто интересно. Какви се сега основните слободни работни места? За сега има слободни работни места само за обука на пилоти на дирижабли. Инаку, денеска некого дискутиравме. Всушност, сите основни улоги веќе, па дури и не улоги, туку функции. Веќе се формирани луѓе, пронајдени се договори, добиени се таму. Дел од луѓето ќе се вработат, дел од нив со времето ќе се вработат, додека некој таму е на аутсорсинг, некој воопшто не е во оваа земја, но основните функции веќе се затворени во нашиот, како, да го наречеме, главен офис или главниот, конструкцијски центар. А еве, например, ќе има работни места за подизведувачки работи, например, за некои други и така натаму. Затоа што основните изведувачи се познати. Потоа ќе откриеме и раскажеме кој со што се занимава. Ќе одаме таму кај нив со камери, ќе снимаме, ќе гледаме. Например, за сега е рано да се зборува за тоа. Некој беше. Не се сеќавам кој. Потребен е системски администратор во канцеларија. Има работа од далечина. На далечина ќе биде, но за да направиме нешто со рацете, сега бараме човек, бараме секрета. Инаку, бараме крут оператор во студиото, бидејќи ни е потребно да снимаме лаборатории и слично. Соларовските оператори сите се зафатени со работа, така што тука бараме локален. Но ако ве интересираат токму инженерно-конструкторските, додека размислувам. До нова година веројатно нема да се појаве. Поблиску до нова година ќе видиме. Дали некогаш сте слушнале за антигравитациониот мотор на Леонов? Слушнав. Тоа што го тестирале и на земјата, и некако таму изгледа дури и се договорил дека ќе го испратат во безтежинска состојба со некоја ракета, не се сеќава. Тоа што тој таму не се покажа, воопшто не функционираше на земјата. Тука, наводно, тоа е сила на реакција на поддршката.
Тоа значи дека додека постои поддршка, секој механизам врти. Потребно нешто за одбивање, основни сили, тоа е реакцијата на поддршката, дури и триење во поддржувачи во тркалцата. Тоа е исто така реакција на поддршката, поради што се движи. Во Вселената тој наводно не се покажа никако, па го исфрлија од фабриката. Но луѓето постојано се менуваат во истите предпријатија, во истите министерства и може да се помине повторно со истата шарманка низ истите канцеларии. Дали е дозволено да се постави некаква опрема внатре во обвивката на дирижаблот? Внатре во обвивката на дирижаблот со цврста конструкција е дозволено дури и да се постават кајути, а во целина таму може да се шета, да се гледа на овие надувни вреќи и да се види како се чувствуваат. Не, спектаклот навистина ќе биде, само што сега го замислив и навистина се изненадив навистина. Се поставуваат, па секако, внатре ќе има многу различна опрема. Она што таму, како што се вика воздушногасни системи, ВКС, ги има многу. Различни вреќи, кои таму се надувуваат со воздух, притискаат вреќи со хелиум, за да се спуштат надолу, за малку да ја прилагодат Архимедовата сила. Дури има идеи за инсталирање плазматрони внатре, со плазматрони да се загрева гасот. Во вреќите гасот се загрева, подемната сила се зголемува. Таму, например, за суперхибридните, сушност, не знам. Никаде не зборуваат за тоа. Најверојатно, сите знаат за тоа, но не зборуваат. Мислам на дирижаблистите, таму странски, други компании. Тоа што може да се користи, не е тоа некој голем ноу-хау. Никој не зборуваше за тоа пред тоа. Таквата опрема внатре лесно се поставува. Но генерално, замислете да, таму може да се оди, таму може да се поставуваат соби, кајути, тука од страната ќе направат прозорци, така што секоја опрема, животна поддршка, точно. Ако се подели внатрешниот обем по типот на портокал, но тоа е од аспект на безбедноста. Ако случајно куршумот поминал низ него, раскинувајќи два балона, а останатите останале, тоа е логично. Колку поголем е апаратот, толку повеќе парчиња. Колку помал е апаратот, толку помалку секции. Колку поголем е апаратот, толку повеќе секции. Дали е потребно директно под портокалот да се направи? Да видиме. Ми се чини дека токму оваа поделба на внатрешниот простор, например, по некои сегменти, сектори и така натаму, воопшто идеално може да се пресмета од вештачката интелигенција и така натаму. Му поставувам таква задача, да видиме што ќе нацрта. Ако нацрта портокал, природата имала право. А така, во главата воопшто висат слика како да е идеално разделување на ова за безбедноста на внатрешниот простор, таму под гасот, тоа е како гранат. Гранатот првично се дели како портокал, а потоа веќе внатрешните овие јаготки одделно тука сосема. Тоа значи, ако некоја куршум помине, таа само по својата траекторија го издувува подемниот гас и ништо од страната не се руши. Но тука треба да се разбере дека дебелината на сите обвивки се собира. Масата на апаратите таму станува спотешка. Но, например, од аспект на безбедноста за некои специјални апарати, хиперсекционалноста, да ја наречеме така, најверојатно ќе се применува кога е важно не максимално да се пренесе товарот, туку максимално безбедно да се донесе во одредени услови. Дали има возрастни ограничувања за да се обучите за пилот на дирижабел, под услов, секако, на добро здравје? Наскоро беше поставено прашањето, а ако си пилот, но веќе на пензија, пилотите таму рано излегуваат на пензија, дали може да се биде пилот на дирижабел? На тоа дирижаблистите одговорија, кај нас работеле само такви, само пензионери, авиациски пензионери, не сосема вистински пензионери.
Има ли ограничувања по возраст? Треба да се разјасни. Имаме познаници кои, на пример, отвориле школа. Имаше неколку школи со лиценца за воздухопловство. Сите лиценци беа повлечени и до неодамна никому не им се издаваа лиценци за воздухопловство. Добивме првата се чини во современата историја, па од одреден момент секако таква лиценца за воздухопловство. Ке ги прашам, ке дознаам дали постои некој конкретен лимит над кој не може да се учи, но ако здравието е во ред и мозокот функционира, тогаш не би требало да има никакви ограничувања за учење за хоби или за приватен пилот. Па, генерално, прашањата. Благодарам што ги поставувате прашањата. Многу лесно е да се одговори на нив, а да седам. И да измислувам нешто од глава. Немам сили. Ке влезам на YouTube, ке погледнам што се случува со прашањата. Ова го читав сега на ВКонтакте. Па, момци, гледате YouTube, подобро префрлете се на ВКонтакте. Поставувајте ги, ми е полесно да го правам тоа. Инаку, еве на YouTube има отворено видео како во НАСА сега собираат вселенски шатл по типот на нашиот советски лапт, например, можеби или нешто слично, и така натаму. Интересно, момците ја изгубиле таа приказна во НЕСЕ, а кај нив целосно ја развиваат. Па, прво, да, веднаш на YouTube. Павел Игоревич Филипов за Сибирија во 19:00 по Москва полноќ. Вратете во 17:00. Согласен. И во петок навечер е тешко, секако. Сакам да инвестирам. Ви благодарам многу. Инвестирајте. Влезете во вашата лична сметка. Кој е Батја? Батја е многу добар советски човек. Па, руски човек. Иако проектот е меѓународен, имаме дури и ентузијасти. Некој начин така се случи, дека дирижаблите, разбирливо е, некој иницирал, во овој случај иницирал Solar Group. Но ние собравме сите инженери и тие се сите таленти, сите гении. Секој во својата област е татко. Денес е забавно. На последниот вебинар гледавме, не се сеќавам, нешто реков дека има околу 5, веројатно. Знам за историите кога на дирижаблот собирале токму краудум. И еве, читајќи оваа книга за стари воени дирижабли, генерално се вика воени дирижабли, но таму се зборува за историјата. Францус. Не се сеќавам како се вика. Исто така, 1800 некоја година. Исто така, собрал својот прв дирижабл, со донации, нешто такво. Некој иницирал, им се допаѓа, сите сакаат. Не знам зошто, но повеќе од 100 години има такви расположенија околу дирижаблите. Добра вечер. Им беа ветени на арабите дека ќе бидат први. Не, арабите се подготвени да платат многу за да бидат први, но за сега никому ништо не сме ветиле. Дали има некои планирани проекти до крајот на новата година? Зошто да се лансираат стратосферски мали проекти? Зашто? За да се докаже нешто некоме. Може да се фокусираме на уредите според планот. Дечковци, во основа, главниот инженерски колектив за конструкција ќе биде фокусиран исклучиво на апаратите според планот. И по истиот план, некаде кон крајот на овој план, стратосферски дирижабли. Да се реализираат мали неокри, со сили на подизведувачи, доделувајки. Минимум специјалисти од својот работен колектив, а најверојатно и воопшто нас, тие ќе ни кажат, еве вид за апаратот, поточно веќе рекоа. Типа, учете, контролирајте. Нам ни треба едно, второ, трето, четврто. Поврзување, материјали, заварување. Воопшто, оди, изучувај. Направете,
еве ви техничко задание, така што тоа не е за докажување. Се оди во таа насока, само што ова е толку далечна перспектива, што можеме да започнеме сами со мали апарати и тоа е сосема ефтино, брзо и најважно. Се оди во една насока. Не во една насока, туку кон една голема заедничка цел. Во иднина ќе се разгледува конструкцијата со подвижни понаправувачи на мотори, за да може оптимално да се поставуваат лостовите, да се влијае и да се менува скршениот мотор во движење. Веќе разгледуваме, постојат неколку концепции за тоа како би било добро да се реализира. И тие повторно се однесуваат на перспективните надворешни облици, кои подобро е да не се откриваат, но движечките мотори по корпусот на дирижаблот, тие се возможни, се разбира. Разгледуваме дополнително, иако најверојатно, можеби, всушност, на некој начин, на пример, секако и така натаму. Не е факт дека природно ќе го користиме, особено на првите држави. Тоа е точно како концепција. Таа има свое место, а понатаму што? Пресметки, експерименти. На почетните етапи, колку помалку експериментираме, па експериментално вметнуваме во апаратот, толку, па поголема е шансата дека со него ќе биде се во ред. Тоа е едно. А колку е поново решението во авиацијата, толку е потешко. Генерално, да се подигне во воздух, да се добие некаква сертификат и така натаму. Веќе во првиот апарат некои решенија ќе бидат сертифицирани. Тоа значи дека можеш да земеш, па да кажам максимално претерувајќи, можеш да земеш авиациски завртка. И кога ќе се разгледува апаратот од што е направен, велат дека тоа е авиациски завртка. Тие велат, добро, а можеш ли сам да изработиш таков болт, само од друг материјал, и ќе ми кажат, а дали тој воопшто е идентичен? Тие ќе кажат, не, оди сертифицирај го овој завртка, дај да почнеме методологија на тестирање и ете така. И еве, јас со завртката. Во првиот мали апарат веќе ќе има такви системи кои ќе мора да се сертифицираат самостојно. Па, за да можат тие таму да се запишат во авиациската историја. Но колку повеќе вакви системи, толку потешко, поскапо и подалеко. Тоа значи, некаков мотор што се движи, тоа е супер, ако и гондолата се движи. Во мојата глава, воопшто може да се премести таму долу. Уредот да се подигне така, да се изнесе тука, да се доведено потоа. Тие разгледуваа напуштени кариера како елдинг оние што конусно се спуштаат надолу. Стените веќе ги има, но сега е потребно да се постави покривот за да се заврши целосната конструкција на објектот. Не разгледувавме детално, но знаеме дека ова е следниот чекор во процесот на изградба. Да се стави кров, таа така се подига. Интересна идеја, на пример, или можеби. Дали стратосферниците се разгледувани како стартна платформа за ракети? Дали подемната сила стратосферникот ќе дозволи да се постави платформа за лансирање на разгонска платформа со сателити? Без отпор. Стратосферската платформа за лансирање ракети е, на пример, воопшто сонна многумина и во Русија и во странство. Таму некој, се сеќавам, напиша каква големина треба да има државата за да подигне така голема ракета. Тука не станува збор за толку големи ракети, туку за мали тврди горивни ракети. Со купсати, на пример, со такви сателити во облик на тостер. Таквите системи се разгледуваат и се сметаат за економски таму, и целисходноста се добива. Техничката реализација засега недостасува, но генерално приказната е перспективна и многу треба. Па, од комерцијална гледна точка, генерално и од техничка. Сите сакаат, сите гледаат корист, кој прв ќе го направи.
Да, дури, ако некој прв го направи тоа, истото важи и за американците, но нема да ја дадат. Ние ќе изградиме своја, дури и ако некој изгради таква работа или ние дури и ќе изградиме. Секој случај вклучува политика овај да, овај не, така што ако има 2, 3, 4 компании, во секој случај ќе се занимаваат со тоа. Па, кој прв? Таму јасно е поинтересно, но генерално за сите има пазар, например, а за прашката не знам, например. Повторно, треба да се пресмета, треба да се постави праќање, треба првиот вселенски да се раскрити и да се исфрли. Ми се чини, ако од дирижаблот замине таква маса, тогаш таму нему. Нешто ќе му се случи во тој момент, поточно, не маса, туку маса на таква брзина. Дали е можно да се создаде дирижабл со брзина над 300, 350 на час? Може. Високолетечки брзински дирижабл. Форма. Тој може да пренесува многу луѓе и да носи товар. Просто, височините се различни и обликот е различен, а ако таму има и специјални струи, каде што може да се стави во струјата за да биде попут на тој, ќе оди уште побрзо, до 500. Еве прашање за сериозноста на 10 тонецот. Сеемин, 12 парчиња, годишно. Постои идеја за изградба на вертикален Елинг стартен апарат. Да, идејата за вертикален дирижабл некако сама по себе се наметнува кај многумина. Всушност, и кај дирижаблот исто така се наметнува. Ако тукас не беше правилно балансирано, тогаш овој балон би сакал да се преврти на овој начин. Или пак, на овој начин, тој се превртува на различни начини. Иста приказна како со летачката чинија, само што тука е полесно да се балансира. Не треба многу да се спушта товарот, ако е дискооблик, ако успоредуваме со него. А инаку, да, самиот дирижабл се обидува да се преврти на овој начин. Мислиш, а зошто да не го изградиме така, да ја закачиме гондолата тука? И, прво, така точно зазема помалку место, стои вертикално. Второ, таму вертикално полетува, по таква траекторија излегува. Понатаму, тука е историјата на моите крилца, тие можат да висат на аеродинамиката, да се забават, да се спуштат, но повторно експериментални работи. Во рамките на лабораторијата, ќе се моделира прво на компјутерите, во лабораторијата ќе се прават макети, нешто ќе се тестира, но сето тоа се играчки во споредба со тие апарати, кои први ќе се изградат. Но ако изненадно некоја играчка се покаже како перспективна според пресметките, тогаш природно ќе размислуваме за нејзината изградба. Како и во изградбата на вертикални Хелинг, иако некаде таму под Толти има еден вертикален цех доволно висок, велат да направиме таму, например, вертикален дирижабл. Прво магнетен мотор, а потоа самолетачки чинири магнетни мотори. Например, еве какви за да биде целосно летачката чинија и други, например, и слично. Каде се планира изградбата на првиот дирижабл? Например, може би во Москва, под Московије. Првата фаза ќе започне кога ќе соберете $2 милиони. Еве, во вторникот со Павел разговаравме, нема смисла да се врзуваме за конкретна сума, најверојатно помалку од $2 милиони. Или за некоја дата, бидејќи конкретно тогаш всушност е нулта фаза. Јас формулирав во вторникот на вебинарот, сега ќе биде. Тешко да се повтори. Постојат одредени ризици во нултата фаза, до тоа дека нема компанија, луѓето не се вработени, немаме ни презентации, ништо, но презентацијата е во ред, но сепак постојат првични мултичекори, до научно-техничкиот совет, кој ќе се одржи во понеделник,
на кој ќе го одобриме првиот изглед на апаратот и тамо веќе не само изгледот, туку и компоновките, конкретно моторите. Многу конкретности, да речиси сите. Снимајќи ги ризиците во создавањето се приближуваме кон промена. Затоа што сакаме, а тоа сепак е нешто што е можно да се создаде. Воопшто ги намалуваме овие ризици токму во создавањето. Се приближуваме кон промена на етапите. Се приближуваме кон промена на етапите. А за парите, колку ќе излезе, подобро е да се сретне Павел Филипов на вебинарот. И уште еднаш да се праша дали финансискиот оддел има прогнози колку ќе биде собраната финансиска поддршка до овој момент кога имаме. Ќе се отстранат ризиците. Во принцип, ќе има документи, правилна и завршена правна шема. Инаку, по правната шема исто така се движи одлично. Остана само малку. Знаете, во една фирма собрале 10 инженери и тие по 3 месеци дадоа примерок на хеликоптерски мотор. По една година тој влезе во серија. Сега тој е најраспространет и најпопуларен во светот во својата класа. Тоа е забележително. Еве го Руслан. Одговорни за производството. Направив исто, само без какво било финансирање, со своји средства, буквално. Се собравме. Тој одамна собираш. Кратко кажано, со какво производство се занимаваше, а секогаш сакаше да се занимава со авиација. И еве, секогаш кога ќе стигнеше имаше слободно време, проектираше тамо авион, хеликоптер или нешто слично. Давна, многу години. И дојдов до тоа дека да се проектира самата конструкција, взелажот, крилјата, опашките и така натаму. Тоа е многу лесно, но моторот, тие не продаваат мотор, тие брзо се кине, има своји минуси. Има таму. Цената е луда, се постави прашањето токму за моторот и тој започна да се занимава со мотори. Па, да се купуваат авионски мотори од пазарот, просто да се копираат во сопственото производство. И научив да правам мотори. И еве сега моторот, па, голем дел, веројатно, од кој го произведе Руслан, тој на. Ова е роторен. Тој стои на штандот во Цам Баранова и се врти. А неоставената дел од моторот се разбира. Па, како суп подизведувач, на крајот до него стигна оваа нарачка, тој самиот ја изработи. Останатиот вик, па, дел од работата му беше завршен таму, останатиот дел од моторот сами го проектираа, го завршија, а потоа го модернизираа. Собрале го овој мотор. Пошто момците се хеликоптеристи, сушност, го собрале воопшто, на него хеликоптер еднодушен и. За колку? За 3 месеци и едноставно се возевме на него додека не се излади, потоа собравме втори, сега веќе е трета итерација. Воопшто имаме таков талент и тој рече оке. Дајте да се занимаваме со дирижабли, многу ми се допаѓа на пример, навистина. Од групата специјалисти има многу различни и специјалисти. Од различни области, подоцна ќе раскажам за структурата. За сега немаме конструкциско биро, формираме. Тип на управување со проекти, и таму има насока, а насоката за силни инсталации ја зазема Руслан, па тој ја води. Во моментов, за сега немаме. И таму уште едно насока е поврзана со околоземната инфраструктура, исто така тој, така што можам да испратам. Инаку, веќе некогаш ветив, сега треба Руслан, ако гледаш вебинар, испрати во чат видео, како твоите момци летале на првиот хеликоптер, на вториот и каков сега третиот го градат. И роковите, кажи појасно, па таму нешто исто за пола година. И не се 10, туку 5. Ние се обидуваме веќе 10 години да го лансираме в 600 соп и се останатоа воз не е таму. В 600 мотор, веројатно, некој. Нема во главата поврзани информации со него. Се случува.
Воз многу каде. Некаде успева, некаде не успева. Некаде организацијски, празнини, некаде административни, некаде научно-технички, некаде едноставно машината е толку инертна. Полесно е да се собереш со момците во гаража и да се лансира некој апарат, отколку да се распределува преку институтот и конструктивните бироа за да се изработи таму. Ако гондолите се изведат внатре во цврст корпус, например аеродинамиката ќе добие. Играјќи со баластните влезови, апарат може вертикално да се лансира. Може би потребно и не треба ништо движечко. Но сепак да се искачуваме како во ракета, а потоа да се движиме, размислувам во такви случаи, барем нека внатрешните капсули функционираат на некакви гироскопи или едноставно на гравитација. Така, се враќам во контакт. Така, тука не гледам коментари. Во целина ништо, прашањата се интересни. Убаво денеска поразговаравме. Ми зборуваа за секоја интересна работа. Потоа доаѓаат и велат, што, дури и за што, доаѓаат, така што, извини, браќа. На кој канал го гледавме тоа? Државата на новата генерација. Сега ќе влезам и на каналот Solar, ќе погледнам. Но, прашањата инаку се дублираа и таму, така што плюс-минус мислам. Со сите побаравме. Со модуларните дирижабли е многу интересно. Тоа е за прашањето 2 така, 3 така. Најверојатно е полесно со воз, а ако е воз, тогаш полесно е и само нека летаат во карава. Ми се сака да тестирам многу модели, се модуларни конструкции. Сега се води дискусија во чата за летајки градови. Може би не е далечно, но сепак иднината и таму во секој случај ќе биде потребна модуларна конструкција која брзо се заменува за да биде взаимозаменливо. Да, треба да се пресмета формата, но за нив сигурно има иднина. Мислам дека ќе ја најдеме таа форма, а може би и апарат со променлива форма. Зошто да не? Инаку, имавме такви разговори. Пред 3 години се запознавме таму со еден изумител. Може би некој го чул. Рајан Мулер прави многу интересни работи. Но таму секогаш е на границата на таква фантастика што е максимално ризично. И тој тогаш изработуваше такви композитни материјали кои, разбирливо, се свиткуваат, можат да се стегаат, се развиткуваат, но тој, во принцип, ги усовршуваше. За да може многу пати да го прави тоа. Тоа го правеше за променливата форма на својот личен дирижабл. Овој човек има сон да изгради свој личен апарат, кој на брзина ќе се стеснува, ќе се претвора во куршум, а потоа на местото ќе се шири и ќе стои стационарно. Идејата е одлична, но ризична. Тоа некогаш ќе се случи. И еве ќе видиш од такви некои модуларни конструкции на крајот ќе се добијат. Дали е можно да се направи платформа за наблюдување на врвот на дирижаблот? Може би. Да, ќе бидат на цврстите дирижабли од некоја големина.
На малиот дирижабл што ќе го градиме, ќе се качи по жичаната скала од страната на гондолата. Може да влезе, стои, дури и така може. Сигурно може да оди по него. Тој уште звучи како метален бидејќи е под притисок. На, големите, точно, се целосни видиковци, да. Зошто Кирил не ја сака идејата за поставување на бања во дирижабел? Би било одлично по бањата да се нурне директно од дирижабелот во водата. Би било одлично. Па, како и да е, човекот има свое видување. Тој. Во таква возраст, кога мечтајќи толку многу години за некое конкретно свое дело, нему некој му вели. Гондолата малку ги променила изгледите. Рече, да ти што? Тоа значи, например, толку многу се зацврстило во главата. Тоа што тој сите наши предлози и едноставно идеи ги нарекува летаечки бањи, не е затоа што конкретно летаечките бањи не му се допаѓаат, туку затоа што некако одлучи така, тоа што летаечките бањи се некаква бесмислица, всушност, малку веројатно. Тоа е некаква бесмислица и туристичките дирижабли. Таму се за далечниот север, а во целина треба да има бања, а и во него исто така има бања, само што тој ги нарече летаечки. Манцепилина беше централна посматрачка тунел во средината на обвивката, дополнително, иако всушност, навистина, впрочем, на некој начин, можеби, на крајот на краиштата се разбира и така натаму, 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 и така натаму. Може таму да се смести главната електрична турбина со способност да всисува воздух од корпусот, така што дури и при полнење со водород, протекувањата ќе се издуваат и нема да се акумулираат критичен обем. Сега само се сетив, неодамна, дискутиравме, постои концепција. За пробивни отвори, вакви вертикални внатре во дирижабелот, таму се поставуваат винтови, односно така создава влечење. Централното отворено место исто така е таму со завртки, за да може да влече воздух од тука, намалувајќи го фронталното отпор. Такви директно супер револуционерни решенија, тоа е веќе за следниот апарат. Па, значи нес одеднаш поетапно. Мислам дека ќе имаме 200 тони, тоа веќе ќе биде некое чудо на светот. Може и 100 тони, иако и 40. Во секој случај ќе видиме. Што се однесува до тоа што ќе се испушта хелиум, не да се акумулира критична. Водород, не да се акумулира критичен обем. Веројатно, да. Треба да се погледне. Ке биде на хелиум. До водородот е многу далеко. Особено, правењето на голем апарат за околу експлоатација на водород, дури и на флегматизиран, е премногу ризично. Па, пријатели, веројатно ќе завршам. Нови прашања не се појавуваат. Во ВКонтакте, на платформата, ми се изгуби с новаа социјална мрежа. Не разбирам како функционира. Например, гледаш пренос. Ете така гледаш како се појавуваат коментарите. Затвораш пренос, го отвораш. Коментарите нема. Во планот за рекламниот дирижабел може, например, да се направи сличност со познатиот игралниот дирижабел Киров. Всушност, со надворешните облици на дирижабелот. Би експериментирал максимално, сериозно. Максимално слободно, воопшто да ги правам некаков типични, бели, сиви. Разбирливо е аеродинамиката. Но во целина да се прават различни дирижабли, имаше такви идеи и мисли. Например, ако тоа е за различни региони, сосема различни дирижабли да се прават за Индија, еден за Русија, друг дури и внатре во Русија, за европската дел од Русија еден, за Алтай друг, за Јакутија трети и да се направат толку.
односно национални, за да бидат сосема различни во целина и може да се направи некој custom dirigible Kirov с изгледа според сценариото на играта не играв, но сега состојбата на планетата е генерално слична, така што тоа се нарекува на некој начин забавно. Добро, момци, тоа е тоа. Во целина, мислам дека навистина е време да се простиме за секогаш. Половина час, прашањата се одговорени. Во понеделник имаме научно-технички совет. Ако сакате, ќе се обидам да направам директен пренос од таму, на Телеграм, на пример, или некаде, кругчињата сигурно ќе се запишуваат. Кој седи, што правиме, ќе снимиме големо видео за тоа. Во вторник класичен вебинар за слетување, основен. Таму треба да се преработи презентацијата, всушност веќе е тешко да се зборува по неа, многу работи се промениле. Но може би токму по понеделник ќе преработиме, ќе се појави многу конкретност. До следење во Телеграм. Да, инаку, да запишам, во врска со русланските хеликоптери, да испратам видео. Сите момци, збогум, до следниот пат во Телеграм. Пишувајте, ќе бидеме таму да комуницираме.